почитувани мои сограѓани, на моje огромно задоволство денеска председателот на владата, практично со министерот и вице-премиерот, заедно со нас како локална самоуправа, сме на отпочнување на градежни активности на еден од најзначајните проекти во овој регион, во Драчево. Тоа е уредување на речното корито на Мала Рада. Го информиравме председателот околу важноста на овој проект и барањето повеќе децениско на нашите сограѓани од овој регион. Имено станува збор за речно корито кое што долги години беше барање од страна на граѓаните да биде регулирано и уредено, бидејќи на овој потек овде, кој што е во должина од 2,5 километри и инвестиција благодарение на владата од 30 милиони денари, во минатото беше место од каде што практично беше една база на отпад, но и дополнително честопати се случуваше при надоаѓање на реката да бидат поплавени голем број на домови, да бидат загрозени граѓаните. Сето тоа оди во минатото сега, благодарение повторно ќе кажам на владата и на председателот на владата, бидејќи како што гледате, започнавме денеска со уредување на ова речно корито, кое што ќе биде во должина од 2,5 километра. Попратно со целиот проект аплицираме во владата со дополнителен проект, односно втора фаза за овој проект, а тоа ќе значи оплеменување на една пешачка патека со целосно урбана опрема на истата, осветлување кое што ќе може граѓаните, освен што ќе добијат регулација на речното корито овде, да ја користат и пешачката патека. Така што сметам сумарно дека ова е повеќе децениско барање кое што конечно светлото на денот ќе го види благодарение на ова централна власт. Дополнително во нашата општина сме во фаза на реализација на уште еден сериозно капитален проект за кој што и во наредниот период ќе бидете повикани како медиуми да го започнеме. Станува збор за уредување целосно на улицата и реконструкција на улицата Ѓорѓе Димитров во Кисела Вода, една од главните артерии во нашата општина, но и да ги известам граѓаните, еве ја користам оваа можност, во финална фаза сме со тендерската постапка и избор на најповолен изведувач за доградба на основното училиште Кирил Пејчиновиќ во Кисела Вода. Тоа се со се овој три многу важни капитални проекти кои што во моментов се во фаза на реализација на територија на општина Кисела Вода. Дополнително изминативе денови аплициравме со 6 од вкупно 22 проекти со кои што учествуваме како општина на овој повик владин и сметам дека во наредниот период, во наредниве неколку месеци ќе бидеме сведоци на една сериозно голема градежна офанзива на територија на општина Кисела Вода, која што пред се ќе значи решавање на повеќе децениски проблеми на моите сограѓани овде. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Благодарам, градоначалник. Владата и нејзината заложба во насока на поддршка на сите локални самоуправи продолжува и понатаму се со цел да помогнеме и да го подобриме животот на сите наши сограѓани. Денес сме во општина Кисела Вода, во населбата Драчево, каде што практично воведуваме во градежни активности за изградба и уредување на речното корито на реката Мала Рада. Ова е многу значајен и битен проект за овие граѓани кои што циркулираат на оваа територија од општина Кисела Вода, заради тоа што во изминатите, да речеме, и декади, навистина нивните имоти и нивните поседи беа загрозени кога се случуваше да оваа река најдојде. Сите овие работи кои што во минатото се случуваа со практично имплементација на овој градежен зафат на овој проект ќе се превенираат и во иднина нема да имаме вакви несакани случаи и состојби. За пофалба е заложбата на владата, бидејќи преку првиот јавен повик за општина Кисела Вода издвои околу 160 милиони денари, веќе во вториот јавен повик предвидени се повеќе од 8 милиони евра, што значи дека покрај градежниот бум кој што самата општина Кисела Вода ќе го доживее, индиректно ќе предизвика и економски бум и практично тоа се и целите на оваа влада да од една страна и стимулира економија, а од друга страна и го подигнува и подобрува квалитетот на живот на сите наши граѓани. Ви благодарам. Мислам дека тие што не веруваа сега ќе видат дека секој втор ден, трет ден ќе сме на пуштење на нови проекти. Бидејќи новата влада
ги исправа некои грешки од минатото, бидејќи децентрализацијата беше многу ниска во Република Македонија. Во минатото градоначалниците и кога има идеи и проекти, нема буџет да ги реализира тоа. Во новата влада веќе е новиот повик, значи 350 милиони евра се за вакви проекти, конкретни проекти за решавање на конкретни проблеми на граѓаните. И второто, тоа што го исправа, значи не одлучува владата каде ќе се насажат овие пари, туку во координација со градоначалниците, со општинските совети, заедно одлучуваат за кои проекти да се финансираат, како што е денешниот проект, за кој што честитам на градоначалникот од Кисела вода, гледам и реакција од граѓаните и мислам дека вака ќе биде во наредниот период на отпочнување и реализација на конкретни решавања на конкретни проблеми на граѓаните. Благодарам. Вице-премиер, бидејќи министерот Таравари е од вашата коалиција, интересира околу паркингот во клиничкиот центар. Сега се појавија контроверзии околу фирмата која што ќе стопанисува со него и како е дозволено државата да има ќар од само 1%. Која изработуваше тендерската документација? Немам такви информации, мислам не ги знам деталите. Ако се работи за јавно-приватно партнерство, тоа треба да се охрабри, но какви за деталите ќе се обратите до Таравари. Благодарам. Добар ден и од мене. Навистина ми представува чест и задоволство што сум денеска овде со жителите во Кисела вода, во ова населено место и нормално дека секогаш кога се гради, кога се создава, неминовно е чувството на радост и среќа. Немам ја што да додадам од тоа што претходните говорници го кажа и во делот на техничките карактеристики на проектот, буџетот, начинот на функционирање на оваа влада. Освен тоа да му честитам на градоначалникот, на советниците, на администрацијата, да се заблагодарам на моите колеги од владата, на подпредседателот и министер за животна средина, на министерот за локална самоуправа, заменикот кој што исто така е тука, на пратениците кои што доаѓаат од овој регион за нивната борба, за нивната желба да се направи проект повеќе и само можам така да им посакам да продолжат во периодот кој што следи. Подпредседателот и министер за животна средина кажа дека 350 милиони евра веќе се во оптек, но јас би додал тука дека на негова иницијатива и на негово залагање проекти кои што во минатото беа закочени од страна на поранешните министри во Министерството за животна средина сега се откочени и тука станува збор за дополнителни 100 милиони евра кои што ќе бидат распределени по општините преку Министерството за животна средина, така што веќе доаѓаме до една бројка од половина милиарда евра, нешто што е историски значено, нешто што до сега било невозможно, а сега се случува. Така што, нека име со среќа и намештаните, за неколку месеци од денеска ова место ќе биде навистина пристојно убаво место за ноќни прошетки, за дневни прошетки, за дружење и така натаму. Ако имате други прашања, ви стојам на располагање. Дали е повеќе информации за паркингот во клиничкиот? Да, случајно слушна вашата ова што вие го споменавте, таква одлука владата нема донесена. Не знам од каде е таа информација дека има избрано, дека и така натаму, владата таква одлука нема донесена. Добро, дали предвид ќе се земе тоа што компанијата градејќи тунел во Албанија поради пропуст штедење на бетон користела стиропор, падна тој тунел, дали тоа ќе го земете предвид кога ќе одобрите компанијата да го земе паркингот во Клинички? Видете, ние сега ако бараме начин како да ја напаѓаме владата за нешто што не се случило, тогаш можеме и да измислуваме работи. Но јас ви кажувам дека таква одлука нема донесено владата, а што ќе земеме во предвид е земена во тендерската документација и се разбира дека фирма која што нема бонитет, нема кредибилитет, нити технички карактеристики, нема да биде избрана. И тука сето тоа завршува. Бидете сигурни, јас разбирам дека има потреба од сензација, напад кон владата и така натаму. Но оваа влада работи поинаку од принципот како до сега, односно одлуките кои што ги носи оваа влада се исклучиво во интерес на граѓаните.
и нема да биде поинаку, така што бидете сигурни секоја одлука која што ја носи оваа влада е исклучиво во интерес на граѓаните. Што значи за Македонија? Филипчев вчера изјави дека е заинтересиран за коалицирање пред локалните избори во некои општини со вас. Дали вие би прифатиле такво нешто? Јас добив информација, бидејќи не успеав вчера да ја гледам неговото интервју на еден национален медиум, до доцна работев, имав при крајот на денот состаноци со општинскиот комитет во Чаир, денеска ќе го прегледам лично сето на кое што беше кажано, но добив информација и бев избрифиран од мојот тим дека тој е можеби еден од ретките политичари кој што на отворена сцена покажува разбирање за политиките на Демократската унија за интеграција. Така ми кажа дека тој покажувал разбирање за аргументите на Демократската унија за интеграција, нешто за кое што ние веќе континуирано зборуваме дека коалицијата Левица, СДСМ и Демократската унија за интеграција перфектно функционира. Инаку јас очекувам општествена поддршка за кандидатите на владината коалиција во која што се наоѓа ВМРО ДПМН, коалицијата Твоја Македонија, коалицијата Вреди или Влен, политичката партија Знам, затоа што убеден сум дека политиките кои што ги води оваа коалиција се навистина политики кои што се од интерес на народот и затоа кога велам дека очекувам општествена поддршка, тоа навистина и го мислам. Што значи или Пирински за град Скопје, што двајцата се тука? Добро е да има интерес. Нити едниот, нити другиот мене официјално не ми кажал дали е заинтересиран да биде дел од кандидатите кои што ќе бидат на анкетите внатрепартиски и така натаму, но еве ќе го послушам вашиот совет кога ќе ги почнеме анкетите за мерење на потенцијалните кандидати за градот Скопје, ќе ги вклучиме и двете имена. Што значи покрај другите? Што значи за Македонија тоа што стана дел од европскиот платежен систем СЕПА и како го коментирате индустриското производство? Именно статистика денеска излезе со најновите бројки. Да, сакам исто така да ова го потенцирам, дека конечно како држава влеговме во, како би се нарекла таа, европската европлатежна зона. Што значи тоа? Тоа значи дека нашата диаспора, која што има банка, која што има сметка во една од банките во Европската унија, кога ќе префрли дотација овде кај нас, на некое физичко лице кое што има своја сметка во некој од комерцијалните банки, тоа веднаш ќе биде направено, без да се чека со денови и без дополнителни трошоци. И без дополнителни проценти, трошоци. Ако имаме предвид дека тие дотации на годишно ниво се можеби повеќе од 1 милиарда, сметајте дека граѓаните ќе заштедуваат меѓу 50 и 60 милиона евра. 50-60 милиона евра. Тоа е онолку колку што преку данокот на луксус, или како го нарекува СДСМ, го земаа од граѓаните, а сега треба ние како влада да го плаќаме како резултат на одлуката на Уставниот суд. Годишно толку ќе заштедуваат граѓаните и веднаш парите ќе ги гледаат на својата сметка, нема да чекаат како до сега со денови. Тоа го направи оваа влада. Тимот кој што беше вклучен, јас им честитам на сето ова, исто така би сакал да истакнам и улогата на Народната банка. И сето ова финишираше со еден успешен процес кој што претходната влада воопшто не го имаше во својот периметар за одлучување. Ние за период од 8 месеци успеавме, со што уште еднаш покажуваме. Јасно кажуваме и на Европа, и на светот дека нашата втора стратешка цел покрај членството во НАТО е и членството во Европската унија, со тоа што активно ги испорачуваме резултатите, нешто што во минатото беше невозможно. Што се несува до индикаторите, можам исто така да го изразам своето задоволство, бидејќи, еве, после 6 месеци ние успеавме да дојдеме до состојба 0. Кога велам до состојба 0, нашата стратегија беше во 3 чекора. Прво, слободното паѓање, кој што беше јасно, граѓаните тоа го чувствуваа, да го сопреме, а потоа да дојдеме до состојба 0. Тоа беше втората фаза, а веќе од состојба 0 да почнеме да се креваме нагоре. Некои велеа дека за да дојдеме до состојба 0, можеби ќе треба година до година и пол. Јас сум навистина задоволен што еве и после 6 месеци
ние доаѓаме до позиција да кажеме дека конечно индустријското природство пораснува овој месец јануари за 1,4%. Што е добро и тоа со фокус на преработувачката индустрија. Се уште имаме тука кај рударството и кај автомобилската индустрија опаѓање поради намалените нарачки во Германија, поради кризата во автомобилската индустрија и во делот на снабдувањето со електрична енергија и климатизација. Мислам дека во следните месеци тука ќе се подобриме, бидејќи состојбата во ЕСМ е веќе консолидирана. Но сето останато, вклучително интермедиалните производи, во све има раст. Така што овие 1,4% раст на индустријското природство охрабрува опаѓањето на невработеноста и растот на вработеноста. Тоа значи дека бројот на вработени се зголемува, што значи тие што додаваат вредност и се трудоинтензивни се зголемува, но исто така морам да напоменам уште една работа, дека за 5% е зголемен извозот во јануари месец. Нешто што не е забележано од јуни месец 2023 година. Извозот е за 5% зголемен. Или ако првиот месец од првиот квартал ги има овие перформанси, јас очекувам во првиот квартал трендот на растот на бруто домашниот производ да продолжи и не би се изненадил ако во овој прв квартал дојдеме 4,5 па и повеќе проценти. Така што еве можам со задоволство да кажам дека таа наша цел да дојдеме до состојба нула како влада, веќе дојдовме. Да следиме, не треба да се опуштиме, треба да продолжиме и во месеците кои што следат, да ги анализираме бројките и да продолжиме да работиме за доброто на граѓаните. Господине Мицкоски, излегоа и статистиките за трошоците на мало, инфлацијата од февруари минатиот месец до овој е 5%. И покрај владините мерки, ќе преземете ли нешто ново? Апсолутно не, ве молам да бидеме прецизни. Статистика мери трошоци на мало во првите 7 и во третите 7 дена од месецот, кога мерките не беа аплицирани. Многу прецизно треба да ја кажуваме работите во јавноста. Значи, од 1 до 7 и во третата недела се мерат трошоците и тоа потоа се дава како статистички показател, што значи дека се уште не беа аплицирани мерките од владата. Веќе очекувам во март месец да имаме напредок и тука, односно намалување на трошоците. Инаку, ако ги разгледаме државите во регионот, ќе видиме дека ние сме тие кои што се меѓу со најмало зголемување на трошоците за живот, иако не сум задоволен, морам да кажам, и 5% е нешто што е многу. Вчера добив информација од директорот на пазарниот инспекторат дека некои од трговците не се придржуваат до маржите и калкулираат маржи од 50 до 60%, посебно оние кои што увезуваат овоше и зеленчук. И точно знаеме што прават и ако мислат дека на тој начин со трикови ќе се играме оваа работа, се лажат. Нема како до сега по принципот. Целта на оваа влада се граѓаните. И така и ќе продолжиме да функционираме. Господине Мицкоски, во однос на состојбите во Украина и потрагата за решение и траен мир, вие претходно изјавивте дека европски политичари ќе бараат средба со Трамп во однос на ова прашање, но имаше обвинување од страна на опозицијата, исто така имаше обвинување и за начинот на кој гласаше Македонија за резолуцијата на Европска унија за Украина. Што очекувате сега каков потек од опозицијата, но и ако може краток коментар на глобално ниво што очекувате како да се прибават? Да, ви благодарам. Многу суштинско прашање. Посебно после она што вчера се случуваше на состанокот на Европскиот совет, кога не помина едногласно одлуката за буџетот, нешто што е многу важно. Јас кажав на почетокот од оваа моја денешна изјава дека наша стратешка цел е полноправно членство во Европската унија. Но исто така, наш стратешки партнер се Соединените американски држави. И тука не треба никој да има дилема. Бев критикуван во минатото од страна на опозиција, тогашната власт и некои во тоа време аналитичари од страна на власта, дека сме биле повеќе кон исток отколку кон запад. Сега кога сме многу кон запад, зошто сме толку многу кон запад, зошто не сме и така натаму. Јас ги разбирам.
ја не можам нивниот гнев и начин на формирање на измислици и креатури да го оправдам, но ги разбирам. Фрустрирани се, надежта се враќа кај граѓаните, се гради, гледате проекти, индикаторите се позитивни и сето тоа е во ред. Но на тој начин кога коментираат тие ги загрозуваат нашите стратешки интереси заедно со стратешкиот наш партнер Соединените Американски држави. Кога анализираат со лаги и измислици и кога навредуваат. Знаете, еден аналитичар многу близок до сегашната опозиција порано власт, кој што морам да признам изнесе една планина клевети, навреди кон претседателот на Соединените Американски држави и не излезе во јавноста ниту тој да се извини, нити тие кои што го поддржуваат, а тоа е сегашната опозиција, поранешната власт, односно сегашната опозицијска коалиција Левица, СДСМ и ДУИ. Нити пак тие излегува. Така што очекувам во периодот кој што следи да биде потврдено она што еднаш го кажав, и тоа веќе се потврдува. Најголемиот дел од европските лидери ќе бараат средба со претседателот Трамп и ќе бараат начин како да се стави крај на овој, би рекол, конфликт предизвикан од руската агресија во Украина. Јас сум убеден дека ние како држава треба да се позиционираме заедно со нашиот стратешки партнер. Убедени сме во владата дека тоа е правецот во кој што ние како држава треба да се движиме. И во име на тоа беше и нашата поддршка како влада на резолуцијата која беше поднесена од страна на Соединените Американски држави како резултат на 3 годишнината од почетокот на руската агресија во Украина во рамките на Обединетите нации. Дека нашиот став беше исправен, потврдата стигна во гласањето во Советот на безбедност, кој што е како одлука носи конечни одлуки. Каде што голем дел од постојаните земји членки на Советот на безбедност, а се дел од Европската унија, но и оние кои што се повремени членки, а се дел од Европската унија, не гласаа против. Туку гласаа воздржано. Ако тие беа против, можеа да гласат против и да ја блокираат. Тие не ја блокираат. Со што резолуцијата во која што ние како коспонзори бевме, заедно со уште други 3 држави, а поднесена од Соединените Американски држави, стана обврзувачка резолуција. Така што тоа е правецот кој што треба да оваа влада, според моје мислење, да го следи. И цениме дека траен, одржлив мир во Украина е нешто што на Европа е потребна, но и на светот му е потребно. Господин Мицкоски, ќе влијаат ли Соединетите или ќе можат ли да влијаат Соединетите Американски држави во деблокирање на европскиот процес на Македонија и спорот кој што го имаме со Република Бугарија? Може би тоа прашање треба ним да им го упатите. Дека јас секоја прилика ја користам каде и да одам, да побарам поддршка и да ги презентирам нашите аргументи, тука да немате никаква дилема. Тимеджити, може уште едно прашање, господин Мицкоски? Да. Во јавноста имаше голем број реакции околу набавките во владата. Вие во една прилика рековте дека цреши не јадете, меѓутоа има поприлична сума за набавки во владата. Дали се точни овие набавки и сметате ли дека многу се троши од парите на граѓаните? Не знам јас дали се тоа точни или не се точни, ќе ги проверам и ќе ви дадам одговор, но прочитав јас во некои медиуми дека се набавени 600 килограми банани. Јас банани не јадам конкретно, но ќе го проверам сето тоа дали е така, но ако е целта да најдеме нов начин и нова формула во владата, ако може на воздух да се живее, еве јас ќе ви кажам дека сега сме во месец на рамазански и великденски пости, внимаваме каква храна конзумираме, конкретно јас постам, знам дека голем дел од колегите и од христијанска православна вероисповест и од исламска вероисповест постат и ги почитуваат овие пости, така што во периодот ќе внимаваме овие трошења да ги сведеме ако е можно на нула. Еве за да не предизвикаме такви реакции и исто така еве да ја затворам и таа тема, слушнав за превозот кој што го имавме во Унгарија на меѓувладината. Жалам што поединци се фокусира и на таа тема, но сакам да кажам дека фактурата за 60 билети е вкупно 2 милиона и 600 илјади денари, не е 12 милиона денари како што некој лиферува.
кога сакате ќе биде изложен на јавноста, односно тоа би кажало околу 700 евра по билет со сите вклучени такси на сите луѓе кои што беа дел од делегацијата, која што броеше 60 луѓе и кое што е за 30% помалку отколку кога биделе со комерцијална линија Скопје, Виена, Будимпешта, Будимпешта, Виена, Скопје или Скопје, Истанбул, Будимпешта, Будимпешта, Истанбул, Скопје. Тоа се линиите кои што беа во тој момент на располагање, но и од двете дестинации бевме одбиени за групна карта, која што инаку во принцип беше за 30% поскапа. Ова е вистината, за да нема дополнителни шпекулации, инсинуации. Дали тоа вреди? Мислам вреди. 1 милиарда стигна, 250 милиона евра за бизнисот, по 1,95% камата, 250 милиона евра за општините. Дали ќе стигнат уште многу стотици милиони евра? Да, наскоро и тоа ќе го објавиме. Целосна реконструкција на сите регионални, магистрални и експресни патишта по ултраполни услови, неколку стотици милиони евра. Дали вредало? Мене ако ме прашате, да, вредало. Дали тоа е добро за граѓаните? Тие ќе го кажат многу скоро, за 6 месеци денеска на локалните избори. Дали политиката која што води ова влада е исправна или оние кои што се плашат и бегаат од изборно соочување и со народот соочување. Ви благодарам. Međutim, švaj priza da fel politika konkretno se bude Janko Marijas Mendoj që këta që mundohen me çdo kush për të kriju kriza politike, kriza të ndryshme, mendoj që kanë krizë të thellë si BDI. Krizë për shkak mungesës së programit, platformës, vizionit dhe duke munduar pra me lajme gjysmë të vërteta ose të rrënjshme, vazhdimisht çdo ditë pra të krijojnë tension, mirëpo qytetarët kanë filluar ta kuptojnë që atë që thot BDI-ja pra është e pavërtetë dhe mendoj që është koha të i kthehen vetvetes, ta reformojnë vetveten dhe të jenë konkurrent. Përndryshe nuk do jenë konkurrent në skenën politike dhe nuk kanë atëherë edhe pse dalin në zgjedhjet e ardhshme, lokale apo parlamentare. Може и на македонски. Кризата е, значи, во нивната глава, тие мислејќи дека секојдневно со полувести, полувистини, со лажни вести, лажни информации, со фейк ньюс, мислат дека ќе добијат некој поен, но полека откриваат граѓаните дека тоа што го кажува Дуи веќе кажува невистина, секојдневно тоа се потврдува. Така да крајно време е да се вратат на себе си, да се реформираат, да испаднат со нова програма, нова идеја, нови луѓе. Во спротивно се согласувам со нив дека ако продолжат вака немаше да барат на идни локални или парламентарни избори. Очекувате ли на вистина да се осмелат да ги бойкотираат или само ве заплашуваат? Не и да бойкотираат, значи само на себе си прават штета. Не можат ништо друго. Значи, ако прво бойкотот, значи, во Европска Унија и кај нашите стратешки партнери нема да го поздравуваат тоа. Второ, нема никаква причина, значи, зашто да бойкотира. Ако тие цело време се бараат легитимитет, токму се избориве кај што треба да се мериме. Сега, кога идат избориве, цело време бара вонредни избори, сега кога се ближат избориве, тие повикуваат полека на бойкот. Но мислам дека нивното членство веќе ова го сваќа, затоа секојдневно преминува, значи, во демократското движење, во влен и мислам дека тоа ги боли, затоа се толку гневни и нервозни.